Коридорите конечно стигнаа до антикорупцијска, но дали до Државната комисија за спречување на корупција е доставен целосниот договор како што го подпишале Груби и Бочварски, или од него се извадени делови како што споменуваше вице-премиерот наводно на барање на компанијата, не е познато. Антикорупционерите во моментов го разгледуваат и не знаат дали го имаат целосниот или сечен и лепен договор. Доколку се појавил некој сомнеш, велат ќе реагираат. Го побаравме договорот, го добивме договорот, работиме на истиот, работиме на сите документи, што значи сега анализата е во тек. Дури четворица советници ќе го анализираат договорот на кој владата стави парав, а никој не знае што пишува. Според Ивановска не може да се кажат рокови кога ќе се произнесат затоа што предметот им тежи најмногу во антикорупцијска. Тимот е составен од четворица советници, секој е специјалист во својата област, например некој во јавни набавки повеќе, некој во делот за вработувањата, што имаме еден одличен истражувач што е секако е вклучен, советникот каде што по редовен пат нели се паднал по електронскиот систем се паднал предметот, членот на комисијата Катица Николовска ја се вклучи во предметот, така што со заеднички сили ќе истераме напред. За договорот со турско-американскиот конзорциум предмет отвори јавното обвинителство по одопрен глас поради објавите за избраната тројка која ќе го врши надзорот. Договорот веќе не чинеше 117 милиони евра народни пари, а од изградбата, освен две помпезни прослави, две табли, неколку багери во место и две маички, не видовме никаква градежна активност.